Со предлог 9 точки на дневниот ред. Советниците ги усвоја сите 9 точки. Најмногу внимание предизвика информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот јули-декември 2016 година. Беа дадени неколку забелешки, но на крајот е констатирано дека состојбата е задоволителна и дека сообраќајот се одвива во задоволителна насока. Исто така на дневен ред беше и предлог одлука за означување на условите и утврдување режим на сообраќај на крстосницата со кружен тек на улица на булевар Климент Охридски со булевар Гоце Делчев, каде што сега има семафори, предвидено е во иднина да се направи кружен тек и сообраќајот да се регулира со кружен тек на тој дел, на таа раскрсница. Сообраќајници кои што се наоѓа во близина на Жито Струмица. Таму има проблеми со сообраќајната сигнализација. Веруваме дека со кружниот тек ќе се воспостави поголем ред во сообраќајот и ќе има помалку сообраќајни несреќи кои што сме чести сведоци на исти. Исто така беа усвоени и 6 точки од областа на урбанизмот, односно беа донесени предлог одлуки за продолжување на постапката за легализација на бесправно изградените објекти на територијата на општина Струмица. Беа изгласени сите, така што тие граѓани ќе можат да ја продолжат постапката за легализација на своите бесправно изградени објекти пред надлежниот орган, односно секторот за урбанизам при општина Струмица. Исто така сакам да напоменам дека денеска беше закажено и продолжението на 50-та седница на Советот на општина Струмица, но со 14 точки од дневниот ред, но советничката група на Коалицијата за подобра Македонија, односно ВМРО, ДПМН и Социјалистичка партија, пред да започне седницата, продолжението ја напуштија седницата. Така што овие одлуки, кои што се од областа на урбанизмот, односно луѓето кои што и правните лица, кои што имаат потреба од донесување на одлука на Советот на општина Струмица, за да ја продолжат својата постапка пред надлежниот орган, односно урбанизмот во Струмица, не може да ја продолжат постапката од причина што седницата е прекината заради немање кворум, како што наведов, заради напуштање на членовите на Советот на ВМРО, ДПМН и Социјалистичка партија.